Полицајци од Штипскиот затвор им помогнале на двајца затвореници, од кои едниот добро познат во криминалното подземје, да пренесат дрога од надвор. Автомобилот дошол до зидот, двајца веќе познати на полицијата ја префрлиле топката во која имало 35 грама кокаин и 50 грама марихуана, а затворски полицаец се појавил и им рекол да се оддалечат, наместо да ги завери во дневникот дека дошле до затворската порта, објасни директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов. На 20 февруари, 20 минути пред 22 часот, затворски полицајци со батериски лампи почнале да бараат наводно топка во дворот заедно со двајцата осуденици. По наредба на командирот, кој што во тој момент е командир на смена, ТИ, се повикани уште четворица затворски полицајци со иницијали ЗГ, ТС, СЈ, МТ и СМ. Затвореникот ЖЖ и понатака говори на телефон и бара нешто низ требникот. Се поздравува со сите тие затворски полицајци, да не говорам дека он не смее да има телефон во рака. И она што е најфрапантно што ќе видите, дека истите тие затворски полицајци со батериски ламби и они се вклучуваат во барање на нештото. Следното утро дрогата била пронајдена и пријавена во Штипската полиција. Директорот на Штипскиот затвор веднаш отпочнал дисциплинска постапка за затворските чувари. На 28 март годинава комисијата утврдила дека полицајците не се виновни, а тие пак тврделе дека вечерта на 21 февруари барале часовник на затвореникот кој му го земала затворската кучка Цеца. Има една госпоѓа која што е во ресоциализација, таа и уште еден затворски полицаец гласаат дека да, овие се виновни и дека тие полицајци треба да бидат дисциплински казнети, но за жал, полицајци БД, КП и ЗА не пронаоѓаат вина и веруваат во тоа дека затворскава полиција го бараат часовникот кој што го губи наводно затвореникот ЖЖ, а кучката Цеца дека, како се вика, му го има однесено во некаде на страна. Корупцијата во затворите е на највисоко ниво, рече Пандов и нагласи дека надлежните имаат цврста намера докрај да се борат. Најави дека ќе расчистат со сите корумпирани службеници кои во некои затвори достигнувале и до 50%. Според Пандов, финансии им одобриле средства за нови 170 вработувања, кои според директорот ќе бидат од голема помош.